Дали ќе има намалување на цените на дел од основните прехранбени производи ќе стане појасно по утрешниот состанок меѓу владата и дел од производителите и дистрибутерите. На средбата ќе се анализираат набавните и продажните цени како и трговските маржи. Од владата очекуваат разговорите да придонесат за понатамошна стабилизација на цените на производите кои се дел од потрошувачката кошничка. Министерот Дурмиши појасни дека дел од трговците неосновано создавале профити на грбот на граѓаните во период од мај минатата до мај оваа година, со тоа што ја зголемиле бруто профитната маржа кај одреден број производи во моментите кога се намалиле набавните цени. Последните контроли на државниот пазарен инспекторат покажале дека за 12 месеци набавните цени на основните прехранбени производи и средства за хигиена кај повеќе од 700 производи пораснале за 2,66%, додека продажните цени се зголемиле за 4,56%. Тоа значи дека дел од растот намала продажните цени на прехранбените производи и другите производи се зголемува поради бруто профитната маржа кој што одредени трговци ја зголемиле оваа година, односно кога се намалиле набавните цени, они не ги намалиле своите цени. Анализите пак за периодот од март до јуни годинава покажале позитивен тренд. Од владата велат дека во овој период набавните цени кај производителите пораснале за околу 2%, додека продажните цени се зголемиле минимално, што според Дурмиши укажува дека растот на трговските маржи се стабилизирал. Од другата страна, најновата анализа што е направено, исто така за период март-јуни 2026 година, значи за овој одреден временски период, пошто се направени две анализи, покажува поинаков тренд кај производителите, односно просечните набавни цени пораснале за околу 2,04%, додека продажните цени се зголемиле за само 0,16%. Најновите податоци на статистика покажаа месечно намалување на инфлацијата за 0,5%. Цените на храната и безалкохолните пијалоци се намалени за 1,1%, а кај транспортот е регистриран пад од 1,6%. Како дополнителна мерка за ублажување на ценовниот шок, владата размислува и да ги намали акцизите на горивата. Нафтата и бензините драматично порасна изминатава недела, а и курсот долар е малку посилен во споредба со претходната недела. Ние како влада ја продолживме кризната состојба уште 3 месеци. Цените се такви да сигурно ќе имаме намалување на акцизите и кај дизелот и кај безоловните горива. Од владата уверуваат дека снабдувањето со нафтени деривати е стабилно и дека резервите се доволни за непречено снабдување на граѓаните и стопанството. Сепак домашниот пазар останува под влијание на глобалните случувања, особено поради неизвестноста на Блискиот Исток.